Добар ден, почитувани представници на медиумите. Поминаа повеќе од 3 години откако градоначалникот Трајановски ВМРО ДПМН го избра италијанскиот ФЦЛ Амбиенте да стопанисува со депонијата Дрисла. Изминатото време ги потврди сите сомнежи и критики кои ги упативме како Социјалдемократски сојуз на Македонија, заедно со коалицијата, дека избраниот концесионер не ќе може да ги исполни обврските превземени со договорот. Инаку концесискиот договор до ден денеска не е презентиран на јавноста. Помпезно беа најавувани силни инвестиции и вложувања од 73 милиони евра, од кои вложувања ден денеска не можеме да видиме ништо. Освен партерното уредување и пристапните патишта, инвеститорот ФЦЛ Амбиенте ги проби роковите за изградба на фабрика за прочистување на води, постројка за црпење и собирање на депониски газ за производство на електрична и топлинска енергија. Се уште нема ништо од изградба на постројката за третман на градежен отпад, се уште нема ништо од изградба на постројката за медицински отпад. Напротив, медицинскиот отпад се уште се согорува спротивно на стандардите на Европската Унија, со енормно загадување кое е потврдено со 12 извршени мерења во текот на годината. Помпезно беше најавувано дека новиот инвеститор ќе вложи и ќе донесе комплетно нова механизација. Напротив, извештајот за 2015 година, кој ќе биде разгледуван на денешната седница, потврдува дека ФЦЛ Амбиенте и Дрисла се уште користат стара механизација со време од 1992 година до 2011 година. Нема никакви објективни оправдувања за доцнењето со инвестициите која трае повеќе од 3 години. Затоа како опозиција јавно го прашуваме градоначалникот Гоце Трајановски зошто се доцни советените помпезно најавувани инвестиции и дали како градоначалник на градот Скопје, поради пробивање на роковите со изменување на 2016 година, ќе покрене постапка на заштита на интересите на градот со барање за раскинување на договорот и за исполнување на обврските од страна на инвеститорот.